Моламе да. Што направи? Дали се види со татко и на Лила? Уште ја барам куќата. Се извинувам, каде улица Ѓулверен? Тука малку подолу од десно. Благодарам. А ти што направи? Како е денес? Добар е, во соба си сиди. Те молам нека не игра многу на PlayStation-от, како што се договоривме. Види, требало да се добие дозвола за кампањата, убаво распраше се. Како успеале, што поточно направиле, како добиле контакти. Прашај ги убаво, те молам, распраше се за се. Во ред ли е? Да, те молам, се уште ја барам куќата, душо. Не ја носете, ве молам, не ја носете. Лейла, не ме оставај, Лейла. Ве молам, оставете ме, молам. Лейла, не си оди, Керко. Лейла, не си оди. Не си оди, Керко, те сакам, Лейла. Не ја носете мојата Керка. Лейла. Ирфан? Ало? Ве молам, Лейла, те сакам, Керко. Многу те сакам, Керко моја. Не оди си, Керко. Ах, Лейла, Лейла моја, Лейла. Лейла, Керко моја, немој да си одиш, немој. Керко моја, не ја носете мојата Керка, не ја давам. Лейла, Лейла. Ова прво го купи кога дознавме дека ќе имаме син. Памтиш ли колку се измачивме дури да го добиеме? Јагненце. Никогаш не спиеше без ова јагне. Душо, немојте, молам. Остави ме! Остави! Да те молам, соземи се. Соземи се? Соземи се што? Соземи се! Ти знаеш ли денеска јас се што не доживеав? Дали си свесен што доживеав? Се уште ги слушам врскањата на таа мајка. Јасно ли ти е на тебе што доживеав, што слушнав? Да ти знаеш ли јас што доживувам? Јас денеска видов еден мал ковчег, кој што таткото го носеше и родителите беа полудени, разбираш ли? Зар јас воопшто не мислам на овие работи, а? Ти знаеш ли јас како успеав да стигнам до дома? Тоа дете не стигна до операција. Ама не вака, не плачи. Не треба да се растуриме, да. Погледни ме, ајде погледни ме, соземи се. Ќе најдеме начин, мора да најдеме решение, да. Како, а? Како ќе најдеме решение? Не остана врата на која што не тропнавме, не просевме, нема, не може, нема никој. Јасно ли ти е дека нема решение? Ми имаше ветено. Ми вети дека ќе имаме добар живот, за се си ти виновен, ти си виновен. Да не запнеше за твојата кариера, сега немаше да бидеме во оваа ситуација. Јасно ли ти е, мојот син не умира? Мојот син умира. Умира мојот син, ти дали си? Свесен, умира, син ми, умира! А? Сине, те боли главчето?
Тука ли те боли? Сега тато ќе направи една магија и вака и ќе снема таа болка, воопшто не грижи се. Во ред? Тато, дали јас ќе умрам? Од каде сега ова, сине? Јас нели сум болен? Емил ми каже. Имал едно дете. Имал главоболки како мене. Потоа починал. Не, сине, нема такво нешто. Кој ти го кажа ова? Сонце моја, знаеш дека јас секогаш си стојам на зборот, нели, душо моја? Ти ќе бидеш добро. Се ќе помине, верувај ми, не грижи се. Ти давам честен збор. Во ред? Егемен. Во ред, прифаќам. Ќе го измамиме Сулейман. Како ќе го направиме тоа? Што ќе биде со Сулейман? И добро, што ќе правиме со обезбедувањето, кажи? Сулейман ќе го испратиме во странство, а на обезбедувањето ќе им платиме нешто. Ќе ги продадеме становите и ќе бегаме, а другото ќе го средам, јас не грижи се. Ти мисли си добри реченици, како ќе го продадеме твоето доверливо лице на клиентите. Добре дојде, Егемен. Ајде. Егемен, да не ти треба нешто друго, братче. Благодарам, братче. Во ред. За пасошите дадов 50.000 лири и визите се спремни. Резервирав убаво бродче. Грчката полиција не е толку строга како нашата. Денис ќе биде добар. Се разбира, ќе биде. А ти што ќе направиш? Јас ќе останам во Медели, а потоа во Малта. А може би ќе отворам и бич клаб во Малта. Нас мајката ќе ни се расплаче додека да дојдеме до тоа. Ти уште од сега планираш да отвориш бич клаб. Професоре, човекот живее само ако има фантазии. Колку пари останаа за свеченото отварање? Уште 50.000 останаа. Погледни ме ваму, ајде. Кажи ми навистина, како ќе средиме работава? Сериозно те прашувам, што ќе Ти прави? не го мисли тоа, ти само подготви добар говор и твоето лице ќе заврши голема работа. Ај, немој жити се, немој. Ајде, забавувај се малку, танцувај. Огласите и рекламите се спремни. Потребен е само вашиот подпис. Ти да ја прашаш Илај, се разбира од овие работи. Илај нема да може да се занимава со ова. Зошто? Не би сакал јас ова да ви го кажам, ама мислам дека сте имале годишница. Илај неколку дена се подготвува за да може да ви купи добар подарок за тоа. Што ќе правиме со таа работа? Сакав да ја купам огрлица, ама знам дека таа не сака такви работи. Треба нешто друго да ја купам.
Нешто софистицирано, како што е Илај. Како и да е. Лесно, ама многу богато. Во голема гужва сме сега, знам, ама убаво би било ако одите некаде во странство. Илај многу сака да патува, а како што гледам во последно време е преоптоварен. Да, го приметив и јас тоа. Мислам, доволно ќе ви бидат неколку дена, може во Лондон, во Париз, а ако одите во Париз, таму имам еден многу добар ресторан. Пред неколку месеца треба да се резервира, ама имам еден пријател што ќе ви заврши работа таму, да. Илај ќе полуди, софистицирано место таман како што е таа. Ајше. Дојди, Керко. Господине Сулеман, повелете? Се што ќе ти каже господинот Тегемен да запишеш резервации, авионски карти, се што треба. Илај? 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 Илај излезе, господине. Каде отиде? Не знам, дојде еден господин и заедно си замина. Кој е тој господин? Не го познавам, прв пат го видов. Друго нешто? Друго не знам, и господјата беше изненадена. Најпрво беше нервозна дека дојде господинот, потоа се расправа и замина. Добро. Илај, каде си? Сама ли си? Добро тогаш. Јави ми се кога ќе завршиш. За секогаш си моја, за секогаш сум јас твој. Маслак продолжува да оди. Добро, побрзо, ајде. Господ нека те казни, Узгур. Дали ме разбираш? Господ нека те казни, нека те казни. Се потрудив да се разведам и кажав дека сум заљубен во друга, дали ти е јасно, ма не сака да разбере, сега и бебето го злоупотребува. Како го злоупотребува? Таа зарам сама го направи бебето? Од самиот почеток да кажеш дека се женат немаш ова воопшто да се случи. Немаш ова да се случи. Кога дозна дека сум женет, зошто не си замина? Јас ли сум виновникот? Што правиш? Го гледаш камионот, види го убаво. Жими се, ако кажеш само уште нешто, ќе влезам под камионот. Што се случува? Што се случува? Полека, луѓе, што се случува овде? Смирете се полека, некој недоразбирање е ова. Сулейман? Ти зарем ме следиш мене? Што бараш ти овде? Тргни се! Само момент, што се случува овде? Сете го во силото! Сега ќе видиш! Сулейман, чекај! Недоразбирање ова, што се случува? Престанете! Оставете го! Сулейман, слушни ме! Ова е погрешно! Сулейман! Сулейман! Сулейман, чекај, немој! Сулейман! Сулейман, немој! Кој си ти, бе? Кој си ти и зошто се шеташ со Илај? Сулейман! Сулейман! Само уште еднаш ако те видам со оваа жена, Сулейман, отвори! лицето има да ти го растурам, така што оние твоите родители нема да можат да те препознаат. Јасно ли ти е? Јас сум Озгур, брат на Илај. Сопруг на Нехир сум јас.
Затоа што Озгур сака да се разведе, Нехири испила многу лекови. Итно ја прочистија, а ние со Озгур отидовме дома да земеме нешто. Ми кажа дека не се гледаш со брат ти. Воопшто не ми текна на него. Илај, зошто ти не ми кажа? Зошто? Затоа што тоа не е твој проблем, Сулеман. Ние не се мешаме во нашите семејни работи. Нели беше така? Јас тебе не те прашувам за жена ти. Затоа и ти мене не ме прашувај за брат ми. Кога ја видов фотографијата, јас полудев. Што има погрешно во тоа? Имаше писма, не си ги фрлила. Мислев дека си почнала пак да се гледаш со некого. А можно ли е тоа? За ова ли? Заради овие глупави писма ме следеше Сулеман. Барем да провереше дати, 100 години поминаа. 100 години поминале, ама се уште ги чуваш. Си ги криела. Да беше така, немаше да ги криеш. Тие за тебе се уште се многу важни. Да, важни се. И со мојот брат не се гледам, ама тој се уште ми е важен, Сулеман. Нашето потекло е важно за нас. Јас, например, досега не истражував ти од каде потекнуваш. Ама денес, кога видов како се однесуваше со мојот брат, почна многу да ме интересира кој е бизнисменот Сулеман, што го Тоа постава. не е важно. Јас сум тој што сум. Ти знаеш се што треба да знаеш. Јасно ли е? Илај, Добро. Оди си. Ме боли главата, Сулеман, оди си. Те молам, оди. Илајче, Илај. Ти се колнам, ти мене си ми прва и последна љубов. Ти давам чесен збор. Сулеман, те молам, дај ми време. Не се чувствувам добро. Сакав да те изненадам за нашата годишница. Знам дека сакаш. Да одиме од тука на неколку дена, да бидеме сами. Ќе видиш, ќе ги заборавиме сите случки. Се гледаме и сутрина. Јалчин, треба да се среди оваа работа. Утре прва работа, становите што се со голема тераса ќе ми донесеш клуч од едниот стан. За господја Илај, нашиот авион е попладне. Среди ја оваа работа, ајде, пред да си одиме. Ајде. Професоре, Добро утро. добро утро. Што е ова? Ова Зошто го е донесов? твојата визит картичка. Додека нашите клиенти се подпишуваат на договорите, ти ќе ја подпишуваш твојата ново издадена книга, најновата книга за економија. Таа што ти е во чантата. Ти си ја прочитал ли книгава? Тука сум напишал дека пропаѓа секторот за недвижности. Објаснувам дека новиот тренд е органско земјоделство, чиста енергија. Никој нема да ја прочита, професоре, ама кога ќе се збогатиш, ќе напишеш книга за самоусовршување. Таа ќе се чита. Подготви некој говор? Се разбира. Добро. А што ако се појави Сулеман? Сулеман е во авион, лета на кај Париз. Твојот брат Егемен ги има средено сите тие работи, не грижи се. Со имотни листови што ќе правиме ако праша? Предпродажен договор прво, имотниот лист подоцна. Јас тоа ќе го средам. Види. Ова е имотен лист. Што е ова? Што е, не сум добар? Не си добар. Знаеш ли на што личи ова? Ова вели малку сум бизнесмен, само ќе проверам и ќе си одам. Ама ова вели јас сум 40.000, сега ти размисли колку вреди човекот што го носи ова. Ајде, оди облечи се. Ајде. Ајде, професоре, ајде.
Душо, земи ги овие и нареди ги на штандот. Ајде побрзе. Леле. Што значи тоа не доаѓам? Вчера зборувавме за се. Да не се повторуваме пак. Не можам со тебе да патувам како ништо да не се случило, Сулеман. Јасно ли е? Не очекувај од мене да се однесувам како ништо да не се случило и дека прифаќам се. Не можам. Ти вчера вечер мене за малку ќе ме тепаше, разбираш ли? Сега, ако дојдам како ништо да не се случило, што ќе значи? Што ќе значи, кажи ми? Јас ти се извинив, значи заборавивме на тоа. Тогаш да не забораваме, Сулеман. И ти не треба да забораваш, за да не го повториш тоа уште еднаш. Како втори јас, каде можам да одам додека мојот брат е во болница? Најдобре неколку дена да не се гледаме, јас и ти. Не зборувај повеќе. Добро, нека биде така. Штом сега не сакаш, тогаш следната недела ќе одиме. Ти воопшто не разбираш, воопшто. Илајче, всушност ти мене не ме разбираш. Љубовто за мене не е само цвеќе и поклони. Како прво, љубовто никогаш не завршува. Ако имаш среќа, само еднаш можеш да ја добиеш таа љубов. А таквата љубов трае до смрт. Додевме во Париз, таму ќе ги добиеш. Ова се клучевите од твојот нов стан. Илај, ти не си ми љубов што трае само еден ден. Цел живот ќе те сакам тебе. Не заборавај го тоа. Тебе премногу те сакам, Илај, премногу. Се откажува нашето патување, Јалчин. Што направивте? Средивте ли се? Ке средам, бато. Не заборавај го најважното, лично ти заинтересирај се. Ајде. Добро, и јас доаѓам во плаза. Многу убаво изгледаш. Писателот на новиот економски тренд и инвестицијскиот советник Ирфан Сайгун. Подготвен си? Да. Ајде. Добре дојдовте сите. Повелете, господине. Здраво на сите. Добре дојдовте во клубот на добитниците. Денеска сите зборуваат како секторот за недвижности и секторот за инвестиции се распаѓа. И вие сигурно тоа го имате слушнато, се разбира. Всушност, на некој начин тоа е точно. На некој начин се топи секторот за недвижности. Цените се ниски и затоа сега е вистинското време за инвестиција во недвижности. Велат дека не треба да се инвестира во недвижности, имало премногу изградени локации. Тие што ви велат да не инвестирате, самите скришно на големо инвестираат во недвижности, господине. Да не ви откривам премногу тајни. Вистина е дека постојат дури и премногу градежни фирми и градилишта, ама тоа се средна класа на градилишта сепак. Тоа не се работи за висококласни инвестиции како што е оваа фирма Јавозжи. Затоа ние подготвивме специјална понуда за специјални клиенти. Значи, денеска ви ги нудиме становите на Јавозжи кои за кратко време ќе бидат продадени со плюс 30% од оваа цена која што денеска можете вие да ја добиете. Вие денес ако оставите капар за овие станови, тоа значи дека ќе добиете 30% помала цена од таа која што ќе биде продажна. Не заборавајте, ова важи само за денеска и наменето е само за вас. Не брзете, имаме цел ден, забавувајте се, пробајте од нашите вкусни јадења, одете разгледајте го нашиот изложен стан. Ние ќе бидеме овде ако имате некои прашања. Особено јас ќе бидам овде за да можам да ги одговорам вашите прашања. Моето име е Ирфан Сайгун. Ви благодарам на сите. До гледање.
Добре дојде, бато? Зошто се исклучени? Бато, имаме проблеми со системот. Им се јавив да дојдат. Тие рекоа ќе проверат. Да видиме. Еве сега, јас веднаш ќе ви помогнам, извинете. Господине Ирфан, дали може еден момент? Извинете ме. Господинот Ирфан, господин Неджати. Милон. Тој е одговорен, повелете. Здраво. Повелете ве слушам. Некои локации се преизградени. Ало, Господин Егемен, грешка сме. Јалчин доаѓа нагоре. Што се случува? Јас можам да ви помогнам, господине Неджати. Мило ми е, благодарам. Господине Ирфан, се случи нешто? Не, ништо не се случи. Повелете наваму. Да одиме следната недела на вечера, подетално ќе можеме да разговараме за тоа. Пардон, да, секако. Ќе ми биде мило, навистина. Исто и мене. Вие само одлучете за ден и за час и известете ме. Мислам веќе ако имате од контакт, така ако има на визитката ако има. Да. Вие само побарајте ме и ќе се договориме. Мене ми одговара во секое време. Во ред. Повелете наваму. Абе, што правиш ти? да не ми се јавеа од обезбедувањето, готови ќе бевме. Абе, ти нормален ли си? Што направи? Нели Сулейман беше заминат? Не знам, изгледа авионот ротирал. Треба да ја средам оваа работа, почекајме ти овде. И што да правам јас со него овде? Ако се разбуди, удри му бокс. Ја, не ми се верува. До гледање, ви благодарам. До каде сте, а? Пополнувам. Добро. И тука ќе ве замолам за подпис. Капарот го дадовте, нели? Пред малку уплатив. За кратко ќе ги добиете. Многу убаво, ви благодарам. Со среќа нека е сега, за кратко ќе ги добиете потребните документи. До гледање. Пријатно се гледаме. До гледање. Ви благодарам. До гледање. Ете ги испратив, тоа е. Браво, 3,5 милиони. Што ќе правиме? Одиме, ајде. Абе, што ќе правиме со него? Тој не е мртов. Ајде, веќе го фативме опашот на зајакот. Ајде, одиме. Немој да се будиш. Те молам. Повели Сулейман? Да? Да, пристигнав, еве сега влегувам. Се разбира, ме интересира, зошто да не ме интересира? Сега ќе видам, ти каде си? Добро. Добро што го купивме станот овде, нели мамо? И поевтино е, и убаво е, добивката е голема. Што се случува?
Еда, хајде, стани, подготви се. Земи неколку алишта. Каде е Денис? Во својата соба. Денис? Каде одиме? Не ме прашувај ништо, подготви се само. Ирфан, ти зарем полуде, Денис? каде одиме? Што е оваа паника? Денис, сине, станувај одиме. Зарем полуде, што правиш? Ајде ти собери ги работите, Денис, те молам. Зарем направи нешто лошо ти? Ета, не зборувај глупости. Одиме во Америка, ги недов парите за Денис. Денис, ајде остави играта, одиме, сине. Без да ни објасни што се случува, никаде не одиме. Еда, те молам, остави го Што тоа. да оставам, Ирфан, ти Господ? Ајде, објасни ме, ниме бутке. Што се случува, Ајде, смири се, Ирфан? ќе ти објаснам, воре. Ирфан, те молам, смири се, објасни ми што се случува. Еве, погледни. Што е ова? Нашите нови пасоши. Ти? Еда, јас тебе ти излажав. Парите не ги зедов од егемен, туку од еден лихвар. Како можеше да Еда, ме... те молам, види, најдов доволно пари за да одиме во Америка, душо. Тоа е најважно. Ако не излеземе за кратко време, лихварот што го измамив ќе ме најде. Или ќе ме уби, или ќе влезам во затвор. И во двете верзии го губиме детето. Те молам, подготви се. Денис? Денис? Јас нема да одам. Сине, што значи сега тоа? Те молам, отвори врата. Јас не одам. Денис, ајде отвори. Јас не се оперирам. Не одам во Америка. Добро, сине, немој да се оперираш. Добро. Ама да знаеш дека главчето ќе те боли се посилно. Ќе патуваме со брод, ќе патуваме со авион, ќе летаме низ облаците преку океанот. А и не ти кажав, таму каде што ќе се оперираш, во тој град имало едно огромно игралиште. Ама штом не сакаш, добро. Се трудиш да ме измамиш. Сега ќе ме налутиш, Денис. Јас тебе кога сум сакал да ти измамам, сине? Кога одевме на забар, ти ме праша дали ќе боли, јас ти реков може да боли, сине, нели? Кога одеше на училиште ме праша дали ќе биде тешко, ти реков може да биде тешко. Сега мора да се оперираш, сине. После операцијата ќе ти биде потешко, ама се ќе помине, ќе бидеш многу добро. Ти давам честен збор, сине. Ама мора да се оперираш, верувај ми, сонце. Тука има 1 милион, останатиот дел ќе пристигне. Зарем купувате куќа со среќа? Ова се многу пари. Тука каде е вецето? Ало, како си, Бато? Бато, се сменија работите, јас ке дојдам сам, донесете го бродчето таму. Ајде се гледаме, поздрав. Здраво, живо. Здраво. За колку часа би пристигнале во Ајваџи Кучукуј? За 4-5 часа таму сме. Добро, ајде вози. Музикава ви пречи да изгасам? Не, воопшто. Зарем не ти се јавува? Не крева, нели? Сега веќе не ни звони. А што ако побегне со парите? Не, Егиме нема да го направи тоа. Зошто така велиш, Ирфан? И ти не правеше вакви работи, ама ета сега види во каква ситуација сме. Кај тетка Фунда сме? Да, сине, вие со мама ќе ме почекате овде, јас за кратко ќе се вратам во ред. Ајде, синко. Ирфан, не дозволувај да те фатат. Те молам. Те молам, само немој да ме оставиш само. Добро, не грижи се, ајде. Ајде.
Најди го тој шутрак и донеси ми го мене. Ако ти побегне јас, тебе ќе те убијам, така да знаеш. Да ти се пукнам на силата. Нели можеше да го фатиш ти, Егемен? Ваш човек е, господине. Не се сомневав. Каде може да е? Каде му е семејството? Каде може да замине сега? Каде може да биде овој шутрак, Егемен? Не знам, Сулейман. Семејството му е во Англија, ама не се гледаат. Размисли убаво. Но јас ти велам, не знам, Сулейман. Кулчевите од мојата канцеларија се кај него, ама не е глупав да оди таму. Одете и проверете. Плюс имаш еден пријател што го донесе тој кај мене. Ти дојди вамо. Бато, се извинувам. Немој ти да се извинуваш, бе. Сулейман! Сулейман, Само учи ти, ајде! Сулейман! Излегуве од ти, тебе ќе добијам! Излегуве таму, да не те гледам! Здраво, тато. Што бараш ти овде, а? Те викнали тебе некој? Му се јавив на Елчин. Ми кажа дека сте овде. Работите не се како што ги знаеш. Немој да ми кажуваш какви се работите. Ние овде се занимаваме со милион работи, а ти не можеш уште гатите да си ги облечеш. Губи ми се од пред очи, ајде. Шутрак! Кренете го овој од овде, ајде. Господе, те молам да не му се случи нешто лошо на моето дете. Те молам, Господе, немај да ја дозволувај за моите гревови тој да биде казнет. Дали се спа? Овде секогаш има гужва. Ама за кратко време ќе биде добро. Се брзаш? Да, брзам. Што ти го дадам окменат? Какво враќање, бе? Игра фудбал, го земав и побегнав. Не ме не приметија. Еј, брат, ако си го украл да знаеш дека забите ќе не ги искрша, слушаш? Какво крадење? Ти го зема од нас. Јас си го земав назад. Дај да го видам. И исклучи го радиото. Радиото велам исклучи го, радиото велам исклучи го.
Моламе да. Не, се уште го нема. Кога ќе дојде те барам. Развикајте се. Ајде сега кажи дека нема го направите ова. Абе, татко ти кога ќе дознае за ова, ќе те тепа со црево. Еге, наведни се. Еге, бегај. Еге, бегај! Бегај, брате, бегај. Остави ме. Бегај, Еге, бегај! Остави ме, бе! Уште еднаш го ве видам, ќе ви ги искушам забите. Пушти ме! Паркирај се десно, ќе се симнам. Што зборуваш, бебато, кај ќе се симнам? Паркирај се, ти велам, тука ќе се симнам, земи ги ови, ајде. Ајде. Добро, како сакаш. Ајде, паркирај се. Да ти се плукнам. Кој ти даде тебе дозвола? Па ти сигнализирам дека ќе свртам, каде гледаш? Види тука, види што направи тука. Доста не се расправај, гледај. Автомобилот, семејството, сите сметки, авионски карти, што и да е, немојте од ништо да го стапите. Ќе се најдат. Мора да се појават некаде. Егемен имаше еден пријател и него го следат. Како се викаше? Ирфан Сайгун. Ирфан Сайгун. Живее во Коджаели. Бил професор на универзитет. Сега бил избркан од работа. Јасно ли ти е? Абе, умрев од страв. Не преплаши. Дојдов, братче, дојдов. Се случај некој работи, ама дојдов. Ете, тука сум. Земи ја чантата и оди. Оди, спаси го син ти, оди, ајде, оди. Остави го. Остави. Пушти ме. Први се. Пушти ме. Остави ја чантата. Пушти ме. Пушти ја ти велам. Пушти ме ти велам. Пушти. Остави ја. Не го тавам. Што се случува? Зошто толку траеше? Земи го и бегај. Ајде. Ти кажав, не ме нервирај. Сите пари не се твои, Есра. Вози. Ирфан, добар си? Ајде. Да ти се плукнам.
сум јас? Стани, ајде, кажи ми кој сум јас. Зошто мене не ме сметаш за Маша, а? Зошто? Зошто, кажи ми, кој сум јас, знаеш или не знаеш? Ти си само еден никаков мошко, а? Ти кажав да одиме во болница. Каква болница? До утре ќе бидам како нов. Каква болница? Од каде знаеш дека нема да не најдат овде? Нема да им текне. Земи ги клучевите. Тука ли се? Ајде, влегу га, ајде. Не се јавува, него, нема, не. Господе, што ако му се случи нешто на Ирфан? Господе, ако му се случи нешто, што ќе правам? А што можам јас? Зошто моето дете? Зошто јас морам да ги доживувам сите овие работи? Зарем јас сум лоша личност? Зошто јас? Зошто? Јас сум виновна, проклетство, јас сум виновна. Јас требаше да се разболам, јас. На негово место јас требаше да умрам, Дадо, јас требаше да умрам. Не треси глупости. Не си виновна и нема да умреш. Каква врска има со тебе? Не, јас плаќам за моите гревови, јас сум казнета. И знаев дека еден ден ќе ги видам овие лоши денови, ама се мислев дека јас ќе бидам казнета, не мојот син, Дадо, не мојот син. Што зборуваш? Какви гревови? Да, погледни ме. Ти зарем криеш нешто од мене? Кажи ми што сакаш да кажеш? Денис не е син на Ирфан, туку на Егемен. Јас уништив се. Вклучи го телефонот, ајде. Не, само да се развикаме и да не забележат. Абе, ништо не гледам. Ако е лошо, ќе мора да одиме во болница. Не те прашувам. Ако е добро, тогаш ќе останеме. Вклучи го телефонот, ајде. Се упропастив. Повторно не успеав. Ги изгубив ми парите. Неуспешен човек. Не ми се лига. Ти упропасти се, ти упропасти се. И ти си виновен за се. Ама ако ми се откажеш сега со своји раце, ќе те задавам. Ме боли. По овој пат тргнавме заедно. И заедно ќе продолжиме. Вклучи го веќе тој телефон. Да. Тука се, господине Сулейман. Ти треба лек против болки сега. Браво бе, братче. Нема потреба за лекови, добро е. Додека доаѓавме видов отворена аптека, веднаш се враќам. Ирфан. Чекај ме, за 5 минути се враќам. Ирфан, добар сум, барем еднаш послушај ме. Реков, чекај. Добар сум, бре, ништо не ми е. Пушти ме, тргни се. Донеси го овде. Човек секогаш треба да биде поумен, шутрак. Ако ни направиш нешто, ни 5 лири нема да можеш да добиеш. Доста бе!
Ти сакаш да се шегуваш со мене? Јас ќе ти ги вратам парите и многу повеќе ќе добиеш. Знам како. Сине, сонце мое, кога се роди беше многу малечок. Се роди од ненадеж. 2 месеци со мајка ти не можевме да спиеме. Додека се мачавме со твоите грчеви, јас учев за моите испити. Потоа, кога имаше само 2 месеци и 7 дена ми се насмевна. Од тогаш јас живеам за таа насмевка. Таа насмевка ми ја даде најголемата лекција во животот. Моја прва задача е да станам добар татко. Како и сите други татковци, јас би направил се за своето дете. Што и да се случи, сине, само за тебе ќе продолжам да живеам. Свртете ги на кај мене. Каде се моите пари? Господине Сулеман, ѓаволот не измами. Ние да не би биле во тешка состојба, зарем би го направиле ова? Ви ветувам, ќе ги вратиме вашите пари. Молчи веќе! Последен пат прашувам, каде се моите пари? Парите ќе ви ги вратам. Кога? За 3 месеци ќе ги вратам. И тоа двојно повеќе. Ако не убиеш, многу ќе изгубиш. Види, ние твоите станови ги продадовме за многу ефтино. Уште од сега си најмалку 20 милиони во минус. Свети Господ, бато Што ќе Сулеман. добиеш со тоа ако сега не убиеш? Господин Сулеман, Нашата имајте... смрт вреди ли 20 милиони, кажи ми? Не вреди. Ти дај ми шанса. Ако јас не успеам да ти ги вратам парите, тогаш ќе не убиеш. Така ли? Убијте ги. Што правиш? Застани. Доста. Што правиш? Тргни се. Тргни се. Преврти го, ајде! Истурете го бетонот! Истурете, ајде! Ти, како си можела? Погрешно ќе испадне. Не зборувај. Да не морав, немаше да го направам. Кога дознав дека сум бремена, испадна проблемите на Егемен. И потоа наеднаш се изгуби. Татко ми да дознаеше ќе ме убиеше. Дали ме разбираш, друг излез немав. 170-120, одам да ти донесам лукче. Како можеше да не погледнеш во лице? Како можеше? Остави не нас. Како можеше Ирфан да го погледнеш? Човек кога мора може да направи се, јасно ли ти е? Ме лажеше дека си заљубена во Ирфан. Со години, како можеше да спиеш со Егемен? Како можеше? Кога најде време? Зарем полуда ти молчи? Денис внатре спие, зарем не си свесна? Како можеш ова да го направиш на човек како Ирфан? Што ќе се случи? Кога ќе дознае, светот ќе му се сруши, ќе умре. Доста, дадо, доста. Ирфан во никој случај нема да дознае, јасно ти е никогаш. Зарем сакаш да молчам за вакво нешто? Ти зарем полуде, ма? Полуде ли? Зарем ќе ми го уништиш животот, а? Ако дознае мајка ми ќе умре, во нашето семејство не се случува ова. Не ме тере да се каам што ти кажав, разбрали? Не се каеш за тоа што си направила, туку се каеш дека ми кажа мене. Што ќе се случи сега? Ќе го заборавиш тоа што го слушна толку. Јасно ти е?
Да заборавам? Да? Не. Доста беше. Толку од мене не можам повеќе. Што значи сега не можеш, а? Што значи ова не можеш повеќе? Ти велам немој, немој. Ти велам немој, немој. Остави ме. Погледни ме, дадо. Ти велам немој, немој. Како второ, а зарем ти си чиста како солза, а? Зарем ти никогаш не си лажала? Што зборуваш? Немој, ти велам немој, јасно ти е. Инаку тоа што го имаш направено ќе дознае и твојот сопруг. Јасно ти е? Јалче, губи се. Побрзо, побрзо, трчај! Ти како можеш да кажеш вакво нешто? Како можеш да бидеш толку злобна? Зарем лажам? Лажам ли беше 4 месеци бремена кога абортираше? Јас барем лажев за да го држам во живот, а не како тебе за да го убијам. Јасно ли ти е? Јас се казнувам за мојот греф. Секој детски глас ме подсетува на тоа, а за твојот греф е казнет твојот син, така да си знаеш. Немој. Немој болеста на моето дете да ја мешаш во оваа работа. Немој, ме разбираш? Тогаш немој плачејќи да ми дојдеш на врата. Господе, слушни ги овие лаги. Жени како тебе стануваат мајки, а јас немам дете. Денис пати заради тебе. Добро. Каде одиш? Денис? Доста, Станувај, што синко. ти е? Што правиш? Детето спие. Станувај, синко. Крива сум што дојдов кај тебе. Тргај ми се од патот. Каде одиш во ова време? Детето е болно. Што е сега? Што е проблемот? Добивме пријава. Хајде побрзо, хајде. Стигна полиција, мора да бегаме. Хајде побрзо, побрзо. Дај рака. Хајде. Осман Текир е убиен. Бил вработен кај вас. Бог нека го прости, ама каква врска има тоа со мене? Имаме наредба. Мора да дојдете со нас. Ако е така да одиме. Добро вечер, се извинувам, јас би сакала да пријавам едно убиство. Ќе умревме. Ќе умревме за малку. Како може човек да фрли бетон врз некого? Барем да имаше погреб, барем да подготви мртво тело, наместо надгробна плоча трговски имавме над нас. Доста бе смотан. Зар тоа е важно сега? Ќе цркневме.
И онака денес прават силиконски надгробни плочи. Фрла бетон. И плюс пукаше во нас. Луѓе ли сте вие, бре? Еј, доаѓа автомобил. Имаш ли пари во тебе? Не. А фризурата расипана ми е. Хуманизмот умрел, брате. Не можам рака да ставам, уште да свирнам. Абе, ние сме во Чекмекој. Како ќе стигнеме дома? Мамо, Кажи, синко, што ти е? Зарем те боли главата, добар ли си? ми се спие. Да, знам, за кратко ќе си легнеш. Дојди, ќе седнеме овде. Каде си, Ирфан, каде си? Издржи уште малку, само уште малку. И татко ти ќе дојде да не земе, добро? Добро? Не, 48 пати звонела. Дај Боже да нема ништо лошо. Еда, Ирфан, каде си? не ми се верува, батерија снема. Ајде оди, да не паничат повеќе. И внимавај. Исто и ти, ајде. Ајде. Те мразам, Егемен, јас те мразам тебе, многу те мразам. Јас сум единствената што ти даде шанса во овој твој живот. Единствената. Ми кажа дека немаш куќа, ти дадов стан. Ми кажа дека немаш работа, зборував со Сулејман и направив се за да те вработи. И ова ли е благодарам, а? Да знаеш дека ти си најголемиот измамник што јас сум го запознала во овој мој живот. Кажи ми нешто што не знам. Ајде, прифаќам дека тоа го направи на своето семејство и мене ми го направи. Ама како? Ама како можеше на Ирфан да му го направиш? Како можеше него да го ставиш во оваа извалка на работа? Уште што треба да направи? Ќе умревте глупав неден. Ќе умревте за малку и двајцата. Јас да не пријаве во полиција, Сулејман и двајцата ќе ве убиеше. Глупак! А што? Ти ли се јави во полиција? Ти како можеше Ирфан да го ставиш во ваква состојба? Што му кажа? Како го убеди? Синот на Ирфан е болен. Ако не се оперира, ќе умре. Немавме друго решение. Што зборуваш ти? Да, го познавам. Работи кај нас како обезбедување. Во право сте. Добивме пријава за убиство. Вие сте го убиле човекот. Така ли, Господи Боже? Вие ме обвинувате за еден телефонски повик? Што сакаш да кажеш, господине? Семејството не можело да го добие на телефон. Вчера дома однел 50.000 лири. На тој чувар од каде му се толку пари? Можно е само да ги има украдено од вас, господине Сулејман, така? Затоа го убивте? Не, никој од мене ништо не му украдено. Како второ, мислите дека ќе убијам човек само за 50.000? Пријателе, најпрво, види кој седи пред тебе.
Ништо не можеме без тело. Ама барем на овој начин го видовме од блиску човекот. Од сега почесто ќе го гледаме. Сулеман го стави во притвор? За убиство. Чуварот на зградата, кој што ви помогнал на вас, Сулеман го истепал. А потоа Хакан го уби на паркингот. Тогаш зошто го зедоа Сулеман? Јас кажав дека тој го убил. А што ако дознае дека ти си пријавил? Што да правам, Егемен? Зарем не требаше да ги пријавам? Зар да умревте? Ги пријавив и го исклучив телефонот. Да не беше ти, ние двајца ќе бевме закопани во бетонот. Ти благодарам. За кратко ќе го ослободат. Ти ќе можеш ли да зборуваш со Сулеман? Што да зборувам, Егемен? Што зборуваш ти? Што да зборувам со него? Дали си свесен во што ме ставивте вие? Добро, Дејлај, што е да кажеш во право си заврши. Ама ти ако не ни помогнеш, ќе не убијат. Помисли на Ирфан. Нека биде последна помош. Зборувај со Сулеман. Што зборуваш ти? Каква помош? Каква помош, Егемен? Ајде те молам, губи се од тука, те молам. Собери си ги парталите и губи се од тука. Губи се! Барем еднаш направи нешто исправно. Веднаш одалече се од Ирфан. Го притвориле Сулеман заради убиство. Какво убиство? Го убил чуварот. Односно не го убил Сулеман, туку син му Хакан. Барем вечерва сме слободни. Вечерва тој има свој проблем. Ама не знам утре што ќе правиме. Добро, ти каде ќе останеш вечерва? Јас ќе се снајдам, ти не грижи се за мене. Бидете предпазливи. Ајде до гледање.